Јован Велески, клинички психолог, меѓутоа и пасиониран познавач на виното и на лозијата, би рекли. Единствениот автор за статијата за Прилепското виногорје. Велески, од каде? Велите, од секогаш сте сакале да го познавате виното. Зошто? Виното е една специфична материја која што дозволува многу креација. А Прилепското виногорје, иако е малце со подруга климатска и петографска карактеристика, сепак има една специфика и традиција, затоа што ако се прошетате по околината на Прилеп, ќе видите многу камени кади каде што се цеделе вина од разни периоди низ историјата на производството на на витис винифера или сортата, латинското име на сортата на лозата од која се произведува вино. И јас одамна, познавајќи го најстариот енолог во Прилеп, господинот Петар Попантовски, сега покоен, првиот енолог во Македонија, кој 28 година завршил во Прага, почнав од него да учам некои основни работи, помагајќи во неговото лозие. Покасно наследив едно лозие, кое што од мојот родител, кое што некои 45 години се обидувам да го одржувам. Произведувам вино за своји потреби, квалитетно, по стара традиционална нормално методологија, и се стекнував и со награди, изложував и, меѓу другото, и некаде своето искуство го преточив во околу 40 на текста за виното, од кои некои се наградени, а последниот текст кој го напишав, го собрав сето искуство од она што сум го знаел и што сум го разбрал за Прилепското виногорје. Велите, една чаша вино е лек, 2 чаши здравје, а 3 болест. Треба да се знае мерката, без разлика што велат виното, чашата вино е здравје. Од друга страна пак, Македонија има врвни достигнувања во виното. Какви се можностите? Што е тоа што произведуваме? Вие имате и шишиња вино од пред децении, голема колекција. Да, од цел свет и од традиционални стари сорти. Некаде во почетокот на распадот на бившата држава и пред тоа имав прилика да го прошетам повеќе вински региони низ Југославија и да се запознам со културата. Всушност, пиењето на вино е култура. Значи, секоја пиење на вино има своја мерка. Не е тоа гаснење на жетта. Значи, виното не е гасни жетта. Виното дава информации со кои се јасни интелигенцијата. Значи, може да има некои здравствени бенефити, меѓутоа, ако се претера, апсолутно одите во зависност на болести, на зависности со сите коморбидитети кои што ги предизвикува по телото. Едно прашање за заокружување на овој разговор. Психолог сте, пасиониран познавач на виното, на лозијата, но и преседател на клубот на лекување алкохоличи. Како тоа се вклопува во една дефиниција? Видете, најтешко виното, кога го дегустирате вино, како да сте поедени на изложба. Значи, не пијате вино. Вие го дегустирате, виното ви дава мноштво на информации за годината, за сезоната, за положаите, за климатските промени. Значи, ви дава една реминисценција која не можете да ја доживиете на друго место, освен како преку вкусовите и мирисите. Визуелно има црвено, бело, розе вино, меѓутоа другите елементи се многу специфични, затоа треба знаење. Меѓутоа, доколку се напијате повеќе алкохол, вино, ќе внесете повеќе алкохол и сензорите ќе ги воспалите на јазико или тие шулцерови клетки, што се сите, значи ќе ги воспалите и нема да го осетите квалитетот на виното. Затоа, овие што пијат многу вино, да речеме, пијат со мрсна храна, затоа што ги чиста рецепторите.
мојата заложба е виното да биде културен елемент. Значи да се пие културно, да се дегустира, да се знае во каква форма се пие и зошто. И кога јас работам во клубот на лекуваните алкохоличари, му обавезно му кажувам дека вино пијат здрави луѓе. Сега, мојата заложба е за одговорно пиење. Што значи тоа? Тоа значи дека тој што сака да конзумира вино треба да конзумира квалитетно вино. Прво. Второ, да не претерува. Ако вози да не пие, ако учи да не пие, ако е нервозен да не пие, ако е жена па во гравидна состојба, исто така да не користи вино. И, значи, се си има свој елемент кога виното можете да го користите. Се разбира дека на комерцијалниот дел на повеќе му одговара да се троши вино кое што е, да речеме, од понизок квалитет, меѓутоа сепак јас сум представник на оние луѓе, на оние љубители на вино кои што сметаат дека тоа е уметност и дека е жива материја. Ви благодарам, Леско. Живе.